Последното издание на Дневникот е во 20 часот. Еве што ќе гледате. На улиците во центарот на градот висат кабли кои можат да бидат закачени од повисоки возила или пак при невреме да се скинат и да загрозат случајни минувачи. Граѓаните со апел да се превземат сериозни мерки. Од утре поевтинува струјата. Обединетите нации треба да уништат тони неупотреблива храна дадена како помош по земјотресите во Непал. Планинарското друштво Куманово продолжува со успешните резултати на меѓународната сцена. Дневникот е по рекламите. Останете со нас. Испреплетеност од кабли кои се ниско поставени представуваат опасност доколку некој од нив случајно се скине, се сериозен проблем за граѓаните на град Куманово. Хаотичноста во градењето направи пајакови мрежи на неколку локации на прометни улици во самиот центар на градот. Најголем дел од таа испреплетеност настана и со воведувањето на интернетот и кабловските телевизии во последните години кога речиси секоја стамбена зграда и куќа има интернет. Дури по 10 кабли од една до друга зграда и од секоја улична сијалица до секој стан се забележуваат во последно време. Изјавија револтираните граѓани кои упатија апел до надлежните да најдат соодветно решение. Поготоа врз мојата куќа тој кај снимавте сега, тоа е долго време имаше тоа голема струја сега извади и испод себе ја ставија, иначе не се знае кој пие ни кој плаќа. И кабловска и сите каблови тука преко нашите куќи стари, видовте саме. До некој надлежен? Кај кого? Не, кај кога се пожари? Ните прашуваат дали да постават, дали да не постават. Само ставлят браќата и готово, што сега? Сметав страшно многу, ако има решение, нека ga решуев. Па има и кабли од кабловску и што јоште не се закачиле, али многу неестетски изгледа, неубаво. Сте виделе ли во други градови вака нешто слично? Рецимо у Скопје е многу убаво решено, има и у други градови каде што е добро решено. По оно надлежност за све треба да има нешто, не за само за војда. Не знам што да кажам, не се разбирам сега тачно што ви кажу. Не бе, како совесно поставени, порано требаше, имаше план да се стави се под земју и да се уклучи. Ој, неверојатно нешто. Свак работи на своја руку, свак на свој. И тој се многу незгодни работи, кога треба да пројде некој големо возило, удари каблови, скина каблови. Тури ги каблови и тури ги ниско, а и високо да ги турил, нема право. Од општината Куманово информираа дека проблемот со најголемиот дел од поставените кабли бил затечен од минатото, а за новоинсталираните надлежен е градежниот инспекторат кој дава дозволи препораки како да се постават до соодветниот градежен објект. Видите, голем дел од нив се диво поставени. Значи, тоа не можеме да го забележиме. Градежен инспекторат. Градежен инспекторат е должен да ги отстрани, меѓутоа има многу кои што се затечени од многу поодамна. Значи, не постои само на нови инсталации, него има инсталации кои што се било одевана од Телеком или не знам кои други кажете оператори што се на територија на општина Куманово. Тие воглавном во последен временски период одат под земја и ги регулираат тоа со важичките одобренија за градот. Инаку во неколку наврати, особено кога имаше силно невреме, поради испреплетеноста со дрвјата, имаше скинати кабли кои можеа да повредат случајни минувачи. Што се однесува до последниот случај со куќата што се урна на улицата Ленинова, очевидци велат дека автобусот кој минувал по улицата случајно закачил еден кабел кој бил ниско поставен, но за среќа била избегната катастрофа и немало повредени. Кумановци не се откажуваат од летување во Грција. Од туристичките агенции потврдуваат дека нема откажување на аранжманите во Грција. Оттаму ги советуваат граѓаните кои ќе патуваат да понесат евра со себе и полн резервоар. Кумановци не ги откажуваат аранжманите во Грција. Напротив, се бара место повеќе, особено за веќе традиционалните, најбарани аранжмани за краците, информираат од туристичките агенции од градот.
Вработените во туристичките агенции изјавуваат дека расте интересот пред текот на сезоната во јули и август за аранжмани во Грција. Најмногу се бараат за 7 дена. Од агенциите сепак ги советуваат граѓаните да понесат пари во кеш, иако странските државјани во Грција можат да користат картички за банкомат. По одредени пишувања во медиумите дека наводно во Грција имало труканици за бензин, од агенциите ги советуваат граѓаните да поидат од градот со полн резервоар. Оваа практика па и не е непозната за македонците, кои полнат бензин во нашата држава, поради повисоките цени на горивото кај јужниот сосед. Како таква дестинација во моментов немаме никакви проблеми, никаков застој во продажбата на аранжманите. Најголем дел се продадени во предсезоната, меѓутоа и преостанатите капацитети ги продаваме со ист интензитет како порано. Како што и препораката од банките, од министерствата, најубаво е да се понесат пари во кеш, никако во картичка, бидејќи иако тоа не важи за странски туристи, се уште не знаеме како ќе биде натаму. Тоа е нашата препорака. Другото мислам дека е се ред. Во случај на некаква таква ситуација, ние сме подготвени веднаш да ги повлечеме своите туристи и да ги вратиме. Откажување на аранжмани нема, има уште поголем интерес за одење во Грција. Така да немаме никакви ни информации од таму дека се случува нешто на дестинации каде што нашите луѓе летуваат, како што се, да кажам, што се пишува во новините, се одвива нормално како секоја туристичка сезона. Па од нашата агенција за сега никој нема откажано веќе уплатен аранжман, нормално како и во секоја сезона, имаме зголемено побарување најмногу за Грција. Се разбира, препорачуваат да не се употребуваат банкоматите, мада тоа не важи за странските туристи, само за локалното, за грчкото население. А како мерка на предпазливост, сепак да се понесат пари во кеш. Проблемите кои што ги има јужниот сосед, велат кумановци, се само нивен проблем, кој можеби ќе му наштети на туризмот долгорочно гледано, но не и за оваа сезона. Мислам дека економска криза што сега се случува во Грција нема да се одрази на нашите амбиции, поготово на туристи кои веќе имаат уплатено аранжмани, носат кеш. И мислам дека сигурно аранжманите нема да ги откажат. Ние одиме на Јадран од Црна Гора. Во Грчка не сум била можда 10 години. Не е поради криза, ама односот на луѓе не ми се допаѓа. Можеби сега е подобрено, не знам, јас сум била порано, али обично Турска, Египет, Црна Гора, Хрватска. Не. Пошто во кеш идеш, нема потреба. Јас бев во Грција, тоа не се чувствува таму ништо. И мислам дека ќе го посетат. Како се цените? Цените нормално. Ми одиме со приватно готвење се, во Лиделите пазаревме и таму цените се скоро како наши. А вака во ресторанти скапо. Летово планираме повторно во септември, пак ќе одиме таму. Пошто сум пензионер, одиме со 7-дневен аранжман, прекрасно. И лани бевме и оваа година. Грција има рок до полноќ да исплати 1,6 милиарди евра на ММФ пред кризата да дојде до точка на вриење. Во недела грците ќе излезат на референдум каде што треба да се изјаснат дали сакаат договор со кредиторите. Од понеделник до сабота караванот на книга на издавачката куќа 3 се наоѓа во Куманово. Штандот со разновидна литература е поставен пред Центарот за култура, каде што љубителите на книги може да си ги одберат омилените наслови по поволни цени. Караванот на книгата на издавачката куќа 3 и ова лето патува низ Македонија со цел уште повеќе да се доближи до своите читатели. По 4 поминати градови караванот дојде и во Куманово, нудејќи на читателската публика голем број наслови по поволни цени. Има голем саемски попуст до 70% на книги, значи секаква литература, романи, мотивациони книги за духовно будење и слично. Кој е заинтересиран може да дојде да погледне тука пред Центар за култура Трајко Прокопјев. На штандот можат да се најдат голем број странски автори, но и македонските: Винка Саздова, Игор Џамбазов, Блаже Миневски, Коста Петров, а тука се и билките на Баба Рада. Кумановци сакаат да читаат книги, па со задоволство си ги одбираат омилените автори. Има доста интересни книги. Еве вака е Шума, ова така интересна книга од Харкунг Мурхами. Имам читано и воодушевена сум. Кога имам слободно време,
читам книги и така ме релаксираат. Во секој момент, место слободно време кога имам, читам книги. 150 денари, 350 за нашите услови, нормални цени. Тоа е еден наслов за мене од Алесандро Барико, еден италијански автор, од кога веќе имам читано 2 книги и за керка ми по незин избор. Јас си избрав една книга што се вика Науки. Сега има за летниот распус, учителка ни даде на сите да прочитаме 8 лектири и сега најпоследната ја читам Докторов боли. Се разбира, оваа акција веќе трае неколку години поред и секогаш доаѓаме и си избираме наслови за преколетниот распуст за читање. Цените се пристапни за сите и топло препорачувам на граѓаните на Куманово да дојдат и да го посетат штандот на Книжара 3. Ја по некои книги по втор пат ги купувам и трет пат, пошто купувам па ги поклонувам прочитане, ама сакам да ги имам. Цените се топ, супер, да. Добра можност да си купиш поевтини книги. Љубителите на пишаниот збор ќе можат да си одберат книги по поволни цени на штандот со разновидна литература, кој ќе биде поставен пред Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово до 4 јуни. Медицинска сестра во јавната здравствена установа Здравствен дом ја оштетила јавната здравствена установа за околу 10.000 евра. Против неја поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело проневера во служба. Поднесена е кривична пријава против медицинска сестра во јавна здравствена установа Здравствен дом Итна медицинска помош со домашно лекување во Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело проневера во службата. Имено пријавената е С44 во текот на 2013 и 2014 година со цел да се стекне со противправна имотна корист, вршела фалсификување на дневните финансиски извештаи кои ги раздолжувала во благајната на јавна здравствена установа Здравствен дом. На ваков начин пријавената е оштетила јавната здравствена установа за износ од 517.797 денари. Цената на електрична енергија за крајните корисници од утре се намалува за 0,3%. Одлуката ја соопшти регулаторната комисија за енергетика која вчера одржа подготвителна седница на која ги разгледа извештаите од енергетските компании. Иако имаше многу најави дека струјата од 1 јули годинава ќе поскапи, сепак до вакво нешто нема да дојде. Напротив, регулаторната комисија по извршената анализа на трошоците на компаниите одлучила дека струјата ќе поевтини. Цената на електричната енергија за крајните корисници од утре се намалува за 0,33%. Цел ден вчера траја пресметките како ќе изгледа новата цена на струја. Во услови кога домашното производство се намалува, а увозот зазема свое место во креирањето на цената, за среќа во периодов цената на увозната струја не е висока. Новата одлука за цената на струјата ќе важи од 1 јули годинава. Во соопштението што партиите го лиферуваа по завршување на лидерската средба, се наведува дека лидерите на 4 најголеми партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА ги продолжиле дискусиите за точна организација на владата, што е предвидено во 6-та точка од договорот од 2 јуни. Лидерите на ВМРО, ДПМН, на СДСМ, на ДУИ и на ДПА на вчерашната средба ги продолжиле дискусиите за точната организација на владата, што ќе ги подготви изборите, како што е предвидено во 6-та точка од договорот од 2 јуни. Се наведува во соопштението што партиите го лиферуваа по завршување на средбата. Во овој контекст, како што се посочува, лидерите на ВМРО, ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети и на ДПА Мендух Тачи се договориле да се состанат повторно во деновите што следуваат. Председателот на владата на Република Македонија, Никола Груевски, го представил владиниот нацрт план за примена на препораките што се однесуваат на системски реформи во областа на владење на правото што е потребно да се спроведат, согласно точката 6 од договорот од 2 јуни, се наведува во текстот. Според договорот од 2 јуни, постигнат меѓу четворицата лидери во присуство на еврокомесарот Јоханес Хан, предвремени парламентарни избори во земјата треба да се одржат до крајот на април следната година. На лидерската средба која
траеше нешто повеќе од час. Повторно беа присутни амбасадорите на Европската Унија и на САД во земјава, а Иво Орав и Джес Бели. Изјави за медиумите Груевски, Ахмети и Тачи не дале, додека Заев Кусо рекол дека во деновите што следуваат ќе имаат средби и оти се трудат максимално да се пронајде решение, што зависи од сите вклучени во процесот. Груевски на средбата беше придружуван од шефот на дипломатијата и член на извршниот комитет на партијата Никола Поповски, Заев од Радмила Шекеринска, подпредседател на СДСМ, Ахмети од претеникот Артан Груби, а Тачи од Имер Алију, координатор на претеничката група на ДПА. Преку поволни цени од само 1200 денари па нагоре, македонските граѓани ќе имаат можност од Скопскиот аеродром Александар Велики да летаат до 5 нови атрактивни дестинации. Компанијата Визер на новите линии кон европските градови ќе сообраќа 2 пати неделно. Преку поволни цени од само 1200 денари па нагоре, македонските граѓани ќе имаат можност од Скопскиот аеродром Александар Велики да летаат до 5 нови атрактивни дестинации. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, генералниот директор на ТАВ Македонија Зоран Крстевски и портпаролот на нискотарифната авиокомпанија Визер Даниел Де Карваљо официјално го означија почетокот на новите 5 директни линии од Скопје до Барселона, Осло, Фридрихсхафен, Нирнберг и Хамбург. На новите линии кон европските градови Визер ќе сообраќа 2 пати неделно. За Фридрихсхафен секој понеделник и петок, за Барселона во вторник и сабота, а за Хамбург и Нирнберг во среда и во недела. Со воведување на новите линии создаваме можност преку достапни цени на авиобилетите да се посетат најпосакуваните и најатрактивните градови во Европа. Создадовме услови и граѓаните на Македонија преку ефтини билети да можат полесно да патуваат до европските метрополи во функција на развој на економијата, образованието, културата, здравството и туризмот, рече на промоцијата на летовите министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Согласно договорот со Визер за субвенционирање авиолинии за периодот од 2015 до 2018 година, од 1 јули од Охридскиот аеродром ќе се воведе директна линија до Базел. Оваа авиолинија, според Мисајловски, ќе придонесе за поголемо искористување на капацитетите на аеродромот Свети апостол Павле во Охрид, како и за привлекување нови странски туристи, странски инвестиции и економски раст и развој на Охрид. Компанијата Визер од 2012 година досега преку финансиската подршка од владата воведе 20 дестинации до европски градови и превезува половина од вкупниот број патници, односно 50,2%. Мисајловски очекува со новите дестинации годинава бројката значително да се зголеми. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер испрети уште една понуда до Атина во обид да постигне договор со доверителите за нов пакет реформи. Организацијата Wikileaks објави документи кои сведочат за американска воена шпионажа на Франција. Обединетите нации треба да уништат тони неупотреблива храна дадена како помош по земјотресите во Непал. Вести од светот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер испрати уште една понуда до Атина во обид да постигне договор со доверителите за нов пакет реформи пред истекување на крајниот рок 30 јуни, потврдија извори од ЕУ и од грчката влада. Според ласт минут понудата, грчкиот премиер Алексис Ципрас би требало денеска да испрати писмена согласност за најновите услови и на време да свика еден состанок на министрите за финансии на еврозоната. Исто така Ципрас би требало да се обврзе во јавноста да води кампања новиот предлог да биде усвоен на референдумот. Сепак нема никакви сигнали дека Ципрас е подготвен да отстапи од својата одлука за отфрлање на понудата на доверителите, која опиша како понижување за Грција пред да се одржи референдумот на 5 јули на кој грците треба да гласаат за предложените мерки за штедење. Представник на грчката влада рече дека со интерес го сослушал најновиот предлог на Јункер, но додаде дека Ципрас во недела ќе гласа против, пренесе Reuters. Понудата вклучува и некои грчки предлози, како што е намалувањето на ДДВ-то на хотели од 23 на 13%. Трите институции, Европската комисија, Европската централна банка и ММФ, и понудија на Грција програма која истекува денеска да се продолжи до крајот на ноември, а за време на тој период Атина би добила помош од 15,5 милиарди евра, од кои 1,8 милиарди веднаш да го исплати долгот кон ММФ во износ од 1,6 милиарди, кој денеска доспева за наплата. Организацијата Wikileaks објави документи кои сведочат за голема американска економска шпионажа на Франција. Според Wikileaks, материјалите што ги објави заедно со весникот Либерасион и интернет страницата Mediapart покажуваат дека Американската агенција за национална безбедност преслушувала високи француски функционери и собирала информации за договори за извоз на Франција во период од 10 години. Меѓу шпионираните официјални представници биле поранешни француски министри за финансии Франсуа Бароен и Пиер Московиси,
Тбилиси во период меѓу 2004 и 2012 година. Други материјали покажуваат дека меѓу 2002 и 2012 година Американската агенција собирала информации за француски договори за извоз во вредност од над 200 милиони долари во областа на телекомуникациите, енергетиката, транспортот и здравството. Минатата недела Wikileaks соопшти дека Агенцијата за национална безбедност ги прислушувала и последните тројца председатели на Франција, поради што Парис испрати протестна нота до Вашингтон наведувајќи дека ваквото однесување кон сојузници е неприфатливо. Обединетите нации треба да уништат илјадници тони храна која е неквалитетна и доставена до државите по земјотресите во април и мај. Во двата земјотреси на 25 април и 12 мај загинаа 9000 луѓе и над 22.000 се повредени, додека над 500.000 домови беа урнати. Светската програма за храна раздаде над 6500 тони ориз и друга храна за околу 2 милиони луѓе погодени од земјотресот. Непалските власти по контрола на дел од храната соопштија дека дел од оризот и другата храна е неупотреблива за човечко конзумирање. Меѓутоа, количество се 500 тони сув граф складиран во Непал Гунџ, во југозападниот дел од државата, и 6 тони ориз во Лапрак во централниот округ Горха. Од Светската програма за храна соопштија дека храната ќе се врати кај доставувачите откако владата на Непал ќе подготви соодветна документација. Општина Крива Паланка ја информира јавноста дека во четврток, 2 јули, во раните утрински часови, поточно од 5 до 8 часот, ќе се врши авионско прскање за заштита од комарци во општина Крива Паланка. Се известуваат пчеларите во времето на прскање од 3 до 4 часа, потоа да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши прскањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Планинарското друштво Куманово продолжува со успешните резултати на меѓународната сцена. Екипата на Куманово која го освои Олимп беше составена од двајца планинари кои заедно со други представници од Македонија на крајот во тешки услови успеа да го остварат големиот успех. Уште еден голем подвиг на членовите на планинарското друштво Којжек од Куманово. Храбрата екипа успеа за релативно кратко време да се искачи непознатиот врв Олимп во Грција. И на 26 од 26 до 28 една група планинари од составена од 17 планинара од повеќе клуби од Македонија, претежно од Скопје, и двајца планинари од планинарско друштво Куманово. Отидовме на искачување на Олимп, врвот Митикас, 2918 метри. Значи самото искачување беше во сабота на 27 јуни. Со старт почетна точка беше изнад градчето Лити Хоро, од кај што претежно сите планинари кои што го искачуваат Олимп почнуваат отаму. Значи и се движеше прво према домот Петро Струга, кој се наоѓа лоциран на 1950 метри, а од тука према домот Ѓошос Апостолидес на 2700 метри, и од тој дом значи патеката започнува према врвот Митикас. После искачувањето на врвот Митикас, значи се спуштивме кон домот Спилиос Агапитос на 2060 метри и од тука на почетна точка. Значи целата тура беше кружна тура во должина од околу 24 км и со проектирано време за искачување од околу 12 часа. Какви беа временските услови, се погодили? Па можам да кажам дека беа одлични. Супер беше, значи времето беше суво, што е најважно, најбитно. Немаше дожд, инаку беа ниски облаците. Значи Олимп е постојано под облаци. Многу ретко може да го видите чист и врвот Митикас, така да мито облаците не беа пречка. Сето тоа успешно беше изведено. Само може да кажам дека искачувањето на врвот Митикас, ние како планинари од планинарското друштво Куманово, јас и господинот Трифиловиќ Раде, за прв пат одиме, и е врв на ова планинарење, значи на граница на алпинизмот, бидејќи последните 200 метра под самиот врв се исклучително тешки и напорни за искачување. Буквално тоа се карпи, значи тоа не е повеќе патека, односно тоа се обележени карпи по кои што се движите нагоре со помош на раце и на нозе, значи буквално се лази по карпите до врвот Митикас. Според зборовите на Стефановски, следната акција на планинарите од Којжек е планината Триглав во Словенија.
Од меѓународната спортска сцена издвоивме. Кошаркарите на Фенербахче за следната сезона ја засилија бековската позиција со ангажирање на Костас Лукас од Олимпијакос. Бразилскиот фудбалски ас Роналдиньо официјално се пресели во Турција во екипата на Анталија. Фудбалерот на Еспањол Серхио Гарсија во наредната сезона ќе игра во Катар. Одличниот плеймејкер на Олимпијакос Костас Лукас ќе стане нов член на екипата на Фенербахче, иако се најавуваше дека ќе замени во лутиот ривал Панатенаикос, сепак благодарејќи на одличната финансиска понуда на турскиот гигант реши да замине во Истанбул. Разговорите со Фенербахче се завршени и во наредните денови се очекува да стави подпис на двогодишна верност за која ќе треба да добие околу 4 милиони евра. Последните информации говорат дека и нашиот Асперо Антич е во завршни преговори со Фенербахче, што најавува дека оваа екипа следната сезона ќе биде многу силна. Според турските медиуми, во наредните денови се очекува и официјално трансферот на Антич да биде остварен. Остануваме и понатаму во Турција, меѓутоа овој пат информираме за фудбалските трансфери во оваа земја. Како што се најавуваше во изминатите денови, бразилскиот ас Роналдиньо официјално стана дел од тимот на Анталија. Бразилскиот мајстор ќе му прави друштво на некогашниот соиграч од Барселона Самуел Ето, кој е дел од големиот проект на претседателот на Анталија Гултекин Генчер. На пресконференцијата првиот човек рече дека тука нема да застане, дека и во наредниот период во неговата екипа ќе стигнат уште звучни фудбалски имиња. Роналдиньо после 4 години се враќа во Европа, а највачите на Анталија очекуваат дека ќе им донесе многу радост во оваа сезона. Последниот клуб на Роналдиньо беше мексичкиот клуб Керетаро. Дали Фенербахче, Бешиташ, Галатасарај добиваат сериозна конкуренција во Анталија за наредната сезона, во која турскиот шампионат се очекува да биде многу интересен. Катар во последните години станува интересен за понатите фудбалски имиња од Европа и светот, поради одличните финансиски услови што ги нудат клубовите од таа земја. Најверојатно од тие побуди и шпанскиот фудбалер Серхио Гарсија го напушти Еспањол и заминува за Катар, каде ќе ја продолжи кариерата. Тој ќе ја продолжи кариерата во екипата на Ал Рајан, информираат од клубот. Гарсија во последните 5 сезони настапуваше за Еспањол и беше еден од најдобрите играчи на екипата. Ова е вториот фудбалер кој ова лето замине за Катар по Чави Ернандес од Барселона, кој ќе игра за екипата на Ал Сад. Финансиските детали за трансферот на Гарсија се уште не се објавени. По вестите од спортот да ја проследиме и временската прогноза. Дневникот заврши. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.